Автомобилската пролет во календарите започнува со Њујоршкиот мотор шоу. За само 3 месеца имаме 3 битни смотри на автомобили. Првата беше во Детройт, втората во Женева, а третата се случува токму сега во големото јаболко. Она што е интересно да се спомене, што се однесува на Женева и на Њујорк Мотор Шоу е тоа што можеме да бидеме горди што сме македонци. Горди затоа што се прикажани два автомобила кои ќе влезат во сериско производство, а подпишани се од македонци. Во Женева се сеќавате дека концептот Vision S на Шкода беше подпишан барем за внатрешноста од страна на Елена Ристанчевска. Додека во Њујорк имаме уште еден македонец кој е подпишан на дизајнот на Мерцедес GLC Купе. Тоа е Славче Таневски. За прв пат се чувствуваме горди и не се чувствуваме како неми посматрачи на овие мотор шоуа. Да не должам многу. Ние започнуваме со новата епизода на Автомагазин, која во голем дел ќе биде посветена на Њујоршкиот мотор шоу. А што се однесува до тестот, повторно ќе останеме со еден производ кој ни доаѓа од Северна Америка. Производ кој е во класата на мускулозни автомобили, а неговото име кажува се за него. Тоа е Ford Mustang. Па, уживајте! Дами и господа, од сега 16 е вашата омилена бројка. Замислете, Toyota Auris, Toyota Avensis и Toyota RAV4 со било кој пакет на опрема ги добивате со неверојатни 16% попуст, а вашиот нов автомобил ќе има 6 години вистинска фабричка гаранција. Но побрзајте, имаме само 16 вакви возила. Прашањето е дали вие ќе бидете еден од 16 срекници. Ова е Toyota, а врвните понуди изгледаат вака. Toyota, always a better way. Peugeot 508. Моќен и ефикасен блокада и мотор за 290 евра месечно. Designed with a little more attitude. Mazda 6. Mazda. За ситуациите во кои што сте без решение, земете семеен пакет Одличен 7 од Евроинс. Пакетот вклучува осигурување од незгода, патничко и домаќинско осигурување. Одличен 7. Квалитетно осигурување за квалитетен живот. Меѓу многуте претенденти, според нас, главна звезда на салонот на автомобилите во Њујорк беше Мерцедес GLC Купе, дело на нашиот Славче Таневски. Младиот дизајнер од Македонија има работено и на неговиот концепт, прикажан лани во Кина, од кој произлегува серискиот GLC и оваа негова купе верзија. Со неа Мерцедес директно ги поврзува спортското и теренското, што го носи наследството на буквата Г.
Со акцент на стилот, но не компрометирајќи ги практичноста и возните својства, GLC Coupe ја дополнува понудата на марката, сместувајќи се под поголемиот GLE Coupe. Токму од него и се преземени главните стилски зафати, аплицирани на каросеријата на GLC Coupe. Покривот во задниот дел обликува течна и привлечна силуета која многу не ги загрозува главите на патниците назад. Визуелно масивниот заден дел се вклопува во сликата создавајќи целина биполарно спротивставена на агресивниот преден дел. Тој пак е добро познат и уште подобро прифатен од купувачите кои досега само BMW со X4 ги предизвикуваше. Други обиди за воспоставување на оваа нова класа субкомпактни купе кросовери скоро и да немаше, па така GLC Coupe ќе има за задача и да го пробива патот. Во тоа ќе му помогне широкиот спектар мотори кои за Европа ќе ги има 8. Од нив засега познати се дизелите со 170 и 204 конски сили и бензинецот со 211 коњи. Со нив GLC Coupe ќе биде лансиран есенва по цена која ќе стартува од околу 47.000 евра. На интересниот Twin Turbo V8 машината со 510 конски сили подоцна ќе осамне во топ изведбата GLC 63 AMG. Покрај нив ќе биде на располагање и познатиот V6 со 43 серијата на AMG со 367 конски сили и на еколошки приоритетните хибридни дволитарски бензинци со вкупно 320 коњи. Гамата треба да биде заокружена со уште еден посилен дизел, а не се исклучува ниту уште еден бензинец. Повеќето од нив се со погон на 4 тркала, а со исклучок на хибридниот модел со 9-степена автоматика. Туку што представената кабриолет единица на C класата Мерцедес ја дополни со најсилната изведба. Ознаката AMG C63 што ја има значи Twin Turbo V8 агрегат кој доаѓа со два вкуса. Регуларниот е оној без дополнителното S и 476 конски сили, а вистинскиот оној со 34 коњи повеќе. Значајно е што има и за 50 Нм поголем максимален вртежен момент кој му овозможува спринт до 100 за 4,2 секунди, делумно благодарејќи и на AMG SpeedShift 7-степената трансмисија. AMG третманот е видлив и однадвор и однатре, а може и добро да се слушне со помош на опционалниот перформансен издуден систем со кој нивото на звук се регулира со притисок на копче. Во Мерцедес мислеа и за моментите кога звучниот бас од 4-литарскиот оркестар не треба да ги напаѓа сетилата и затоа стандардно го опремија со технологија која го спречува прекумерното создавање децибели. Сета електроника достапна во купе изведбата на AMG C63 ќе биде на располагање и во овој новитет, кој кога ќе се појави во август ќе биде 48-миот модел на Мерцедес доработен од AMG оделението. Прогласувањето на Mazda MX-5 за светски автомобил на годината дојде како роденденски подарок за нејзината верзија со метален преклопив покрив. Премиерно покажана пред врачувањето на титулата, оваа изведба лутиот ростер го направи уште полуто купе. Спротивставеното внимание што го предизвикува контроверзниот дизајн на неговиот заден дел воопшто не влијае на тоа новитетот инстантно да стане звезда на салонот на автомобилите во Њујорк. Фракцијската филозофија на логичното проширување на прескромната понуда на MX-5 делува во насока на креирање посилен имидж, започнат да се гради по обратен редослед од останатите производители, со представувањето прво на отворената, па потоа на затворената верзија, официјално означена како Retractable Fastback. Но и тоа е дел од уникатноста бидејќи Mazda Miata е повеќе од спортски автомобил. Таа е легенда која самата се создаде во 1989 година.
Капи наметлив, тоа е првиот и единствен впечаток за концептот навигатор со кој Линколн продолжува да го издигнува својот имидж. Гледајќи го со американски очи, можеме да кажеме дека е се она што купувачите таму сакаат. Теренската каросерија зрачи со масивност од која изостанува грубоста, давајќи голема доза самодоверба на секој што ќе седне за неговиот управувач. Изобилството хром на надворешноста и раскошниот простор за шестмина во внатрешноста ја истакнуваат неговата премиум определба. Сината кожа исто така, како и седиштата кои се подесуваат во 30 насоки. Дизајнерите на луксузната филијала на Форд си дозволија на концептот да му вградат големи врати кои се отвораат на нагоре и скалила кои се спуштаат надолу за полесно влегување, но тоа најверојатно нема да биде карактеристика и на серискиот модел. За него се уште не е познато ниту дали, ниту пак кога би се појавил во продажба. Полуофицијално се споменува идната година и тоа со 400 конски сили моќен погонски систем со 3,5 литарски EcoBoost V6 мотор. Миг пред Audi R8 да ја добие светската титула за најперформансен автомобил на годината, спринтерот од Инглштад го отвори својот покрив, дозволувајќи му на небото над Њујорк да ја гали неговата внатрешност. Наместо Менхетенското сонце и бруклинскиот ветер, до овој момент во неа уживаа само погледите на посетителите на салонот во големото јаболко, на чии улици Audi R8 Spider ќе се појави подоцна годинава, а тие веднаш забележаа дека втората генерација на итало-германскиот Spider е повеќе од отворена верзија на купето. Значајно е полесен од претходникот, бројките кажуваат за 113 килограми помалку од досегашната генерација. Комбинацијата со другите бројки, кои застанаа на 540 конски сили и исто толку ньютон метри, значи максимални 318 км на час и забрзување до првите 100 за само 3,6 секунди. Познатиот 7-степен S-Tronic менувач овозможува поспонтан одговор на притисокот на педалата за газ. На тоа се надоврзува кватропогонот на сите тркала со електрохидраулична повеќе ламелна спојка, кој во екстремни случаи испраќа и до 100% од силата на предната или задната оска. Инкорпориран во Audi Drive Select системот со интелигентна контрола, нуди 4 режими на возење. Трансформација на R8 овозможува и платнениот покрив кој се спушта во возење за 20 на секунди. Карактеристика на овој Spider е индивидуално задвижуваното задно стакло кое може да се спушти и кога покривот е подигнат. Кога пак тој е собран во багажникот, неповторливиот звук на атмосферскиот 5,2 литарски V10 мотор ветува емоции во концентрирана агрегатна состојба. Структурата на каросеријата е за 50% покрута за поинтензивно цедење на перформансите, а од истите причини Audi има додадено и 12,3 инчи голема изведба на виртуелниот кокпит со гласовни команди и смартфон интерфејс, кој од годинава ќе може да се добие и кај купето. На штандот на Honda не стана ниту збор за суперспортскиот NSX, бидејќи тој таму се продава под ознаките на Acura, но затоа многу се зборуваше за хеджбек варијантата на Civic. Интересот е разбирлив, бидејќи оваа за нас регуларна изведба на популарниот компакт за нив е сосема непозната и помалку екзотична. Посебно сега во вселенскиот заден дел, за кој впечаток е дека тие не му обраќаат многу внимание, а заради недостатокот на критики дури може да се каже дека им се допаѓа. Затоа пак сериозно се фокусираа на новиот 1,5 литарски турбомотор, кој во Civic хеджбек во Америка ќе се спарува со бесстепена вариоматска или за прв пат со 6-степена мануелна трансмисија.
Оваа комбинација за нив ветува по динамични спортски карактеристики кои за да ги истакнат ја зачинија презентацијата на новиот Civic со покажување на тркачкиот Red Bull Global Rally Cross модел под кој се крие звер со повеќе од 600 конски сили, кои ќе го лансираат до 96 км на час за неверојатни 1,9 секунди. Помалку радикалните ентузијасти пак плакнеа уши со ветувањето дека 10-та генерација на Civic ќе им биде понудена и во бесната Type R изведба, и тоа веќе есенва. Хеджбек изведбата на адутот на Honda ексклузивно ќе се произведува во фабриката во Свиндон, Велика Британија. Американците ги сакаат теренците со сите големини и форми, но не покажуваат многу љубов кон Acura MDX. Средно големиот луксузен кросовер со 3 реда седишта и нема така лоша продажба со некои 11% од сегментот, но едноставно не им се допаѓа многу на купувачите. Затоа и јапонците решија малку пред време да му подарат ново лице, како одговор на критиките дека досегашниот модел имаше преден дел со облик на клун. Токму тоа е и прво што се забележува кај новиот MDX. Петоаголната диамантска маска го приковува погледот кон себе, не дозволувајќи тој да ги истражи другите дизајнерски измени, а тие и не се така големи. Малку фаровите, повеќе браникот со новите LED светло за магла и хаубата која сега оди над крилата. Додадена и доволна количина детали од хром кои го зголемуваат контрастот на невпечатливата силуета, а назад скоро се остана исто. Технолошкиот напредок е и додавањето на хибридната погонска група од уличниот болид NSX со 3 електромотори. Еден е интегриран во 7-степената трансмисија, а 2 се поставени на задните тркала. Сите заедно во содейство со 3-литарскиот V6 мотор произведуваат 330 конски сили, што е за само 36 повеќе од нехибридната верзија на MDX. Но поважно е што овој систем ги користи електромоторите за додавање или одземање сила при брзо проминување низ виоци, зголемувајќи ги перформансите на не така спортскиот кросовер. Пред да го промовираме обновениот Buick Encore, да кажеме дека тоа е северноамериканскиот представник на триото мали кросовери на General Motors, од кое кај нас познати се Opel Mokka и доскоро Chevrolet Trax. Потеклото на сите три модела е јужнокорејско, така што генетската поврзаност меѓу нив е очигледна и очекувана, исто како и доста позрелиот изглед и порафинираниот дизајн на Encore. Ако го споредиме со неговиот германски братучет, ќе забележиме доста слични нешта, кои сепак не го нарушуваат визуелниот идентитет, што му го дава тековното стилско изразување на марката Buick. И внатрешноста е освежена, главно со поголем акцент на изборот на материјали и осовремен изглед на инструментите. Од механичка гледна точка, основниот Encore ја црпи својата сила од истиот 1,4 литарски турбо-бензинец со 138 конски сили од Mokka. На американците на располагање ќе им биде и посилната изведба со 153 коњи, но не и европските дизел варијанти. Старт-стоп технологијата и 10 воздушни перници се стандард во скоро целата понуда. Encore е најпопуларниот модел на Buick во Америка, на кој отпаѓа скоро третина од вкупната продажба на марката. Се нуди уште и во Канада, Мексико и Кина. Nissan GT-R е една од најзначајните перформансни икони на декадава. Хироши Тамура е главниот инженер на Nissan што стои зад него, човекот кој на време ја разбра филозофијата на модерните спортски автомобили. Нам обичните луѓе тој ни ја објаснува на својствен начин, менувајќи го секоја година своето дело помалку, правејќи го од добро по добро.
Последниот сет измени е најголемиот чекор напред од појавувањето на оригиналот во 2007 година. Со новиот титаниумски издув со активен систем за анулирање на бучавата, силата му е зголемена за уште 20 конски сили на импресивни 565. Кривата на вртежниот момент е порамна за подобар одговор на моторот при забрзувања, кои и досега кај GTR оставаа без див. Надворешните измени, иако суптилни, му даваат нов свеж изглед. Дизајнерите имаат стуткано маската на Максима на помал простор, обрабен од долната страна, во форма на големото сребрено В, со мат хром финиш. Се на се, со мноштво мали измени, Nissan GTR заслужено е една од најголемите звезди на њујоршкиот мотор шоу, за некои од посетителите дури и најголема. Ке ни извинете што нема да започнеме со техниката, туку со изгледот, но токму одвојувањето на плагин хибридот од стандардниот Prius беше примарно потенцирано на неговото представување. Затоа и сега се вика Prius Prime. Протресувајќи го предниот дел со малку поемотивно стилско изразување, Toyota дизајнерски го издвои овој модел од цивилото на секојдневноста. Поживата појава е овозможена со серијата коцкасти LED главни светла, на кои визуелно се надоврзуваат дневните со облик на мустаки. Тенката маска над репрофилираниот браник создава уникатна шема досега невидена кај моделите на јапонскиот производител. Комплицираниот дизајн на задниот дел со светла кои како веги се спојуваат на горниот драп исто така. Измени се среќаваат и во внатрешноста, но најзначајни се оние што не се гледаат. При тоа не мислиме на Toyota Safety Sense безбедносниот пакет со системот за детекција на пешаци, автоматското кочење, радарскиот темпомат и другото, туку на подобрената хибридна група. Батериите со двојно поголем капацитет од претходната генерација овозможуваат електрична автономија од 35 км. Се полнат 5,5 часа на домашна електрична мрежа, а за бензинскиот дел е задолжен познатиот 1,8 литарски Atkinson мотор со планетарна трансмисија со континуиран пренос. Електричната максимална брзина е лимитирана на 135 км на час, а заедничкиот ангажман на целата техника резултира со просечни 1,4 литри на 100 км и 32 грама на километар јаглерод диоксид. Љубовта кон класичните автомобили е непроценлива, посебно кон оние поредките кои постигнуваат високи цени на аукциите. Колкава е проценетата вредност на примерокот што го гледаме се уште не е познато, но се знае дека со многу љубов тој буквално се издигна од пепелта во која остана по пожарот што го имаше зафатено. За триумфалното враќање на овој Ферари со ознака 225E беа потребни 2 години. Проектот беше голем предизвик за класичното оделение на италијанскиот производител, но аргентинскиот колекционер беше неумолив. Неговото милениче мораше да биде исто како и во 1952 година кога е произведено. Имаше и добра причина да инсистира на тоа. Токму овој примерок со бројот на шасијата 0178, како нов има учествувано на повеќе трки од своето време, меѓу кои и легендарната Миле Милја. Во својот натамошен живот, тој со преминувањето од рака во рака го има и доживеано пожарот што го опустоши. Делумно бил реставриран во 80-тите, но не останал во возна состојба. Како сега изгледа може да се види на снимкава, на која исто така се гледа и радоста на лицето на неговиот сопственик. Реставрацијата на еден Ферари, посебно произведен во средината на минатиот век, чини многу пари и тоа е спорт не само за богатите, туку и за вистинските љубеници во автомобилите. А кога сме кај вистинските љубеници во автомобилите, денеска на тест имаме една вистинска посластица. Таа ни доаѓа од другата страна на Атлантикот и се вика Ford
Мустанг. Од 1964 година овој автомобил ја разгорува имагинацијата на сите возачи. Мустангот во галоп е негов заштитен знак уште од неговото промовирање, реков во далечната 1964 година. Тој до сега има поминато и доживеано многу генерации, но оваа е нешто посебно. Како што сами забележувате, ознаката 5.0 алудира на вистинскиот Мустанг. За европскиот пазар Мустанг се нуди и со 2,3 литрен бензински мотор со турбополнач, но оние што навистина го почитуваат Мустанг знаат што значи ознаката 5.0. Знаат и што значи ознаката GT. Таа ни нагласува дека испод каубата имаме 420 конски сили. Инаку дизајнерски, како што го гледате, Мустанг нема доживеано поголеми промени. Се разбира, поради модерните времења се има модернизирано традиционалниот изглед, како што е овој прикажан на стоп светлата. Но Мустанг останува Мустанг. Ние денеска немаме баш најдобри услови за возење на овој автомобил. Врне дожд, насекаде имаме кал и да не набројувам што. Но предизвикот е премногу голем. Предизвикот е и што има погон на задните тркала. А повелете, видете што го прави Мустангот, вистински Мустанг. Американската легенда V8 е вградена испод оваа негова хауба, а под каубата вистинско ремек дело. Кога работи во лер, овој мотор е мирен и култивиран, но ќе осетиме за кратко време како тој се однесува кога ќе го притиснеме педалата за газ, односно за брзувањето. Некои велат дека Мустанг има недоволно добра завршна обработка. Некои велат дека е премногу американски. Па повелете внатре да видите како изгледа оваа икона која веќе 50 години ја разгорува имагинацијата на вистинските возачи. Интериерот на Мустанг алудира на вистински спортски автомобил. Самото стартување на моторот и веќе резонантниот звук продира во внатрешноста. Овој звук ви го крева адреналинот во милисекунда. Што се однесува до конципирањето на внатрешноста, тоа е направено минималистички, но далеку од тоа дека нема многу опции. Едно од интересните опции се наоѓаат на овие три копчиња. Првото е за исклучување на ESP-то. Второто е да се подеси одговорот на воланот при возење. И тука имаме три модуси: нормален, спортски и комфорен. До него имаме уште еден менувач на модови на возење. Првиот е нормален, вториот е спорт плюс, третиот е трак, односно модус за возење на патека, и веднаш не опоменува електрониката дека е исклучен ESP-то. И последниот е за возење по снег и влажно време. Денеска имаме влажно време, но тоа време јас нема да го искористам за да го пробам модот на возење за снег и влажно. Туку ќе го пробам спорт плюс модусот. Јас горам од желба да ги испробам оваа V8 со 5 литрен зафатнина и овие 420 коњи кои се префрлаат на задната оска. Самото клопотење на моторот кое продира во кабината е направено да ја почувствувате веднаш филозофијата на Мустанг. Дивите нескротливи коњи кои трчаат низ американските пространства се
познати по својот темперамент. Овој автомобил исто така зрачи со вистински темперамент. Не само поради неговата историја, не само поради бруталната сила која ја нуди моторот и ја пренесува на задната оска, туку и поради целата филозофија на возење на еден мускулозен автомобил. Не џабе американците овој тип автомобили го нарекоа muscle cars, односно мускулозни автомобили. Тие нудат некултивирано уживање, туку диво и ова беше интересно. Тие уживаат во диво борење со овој див конј. Во неговото портфолио стои дека испод хаубата му клопотат 420 коњи, кои многу лесно се тераат во галоп. Во галоп во кој понекогаш и возачот се чувствува помалку непријатно. Непријатно, бидејќи на секој помал свиок морам да се борам со каросеријата. А ова е навистинско задоволство, но задоволство уште поголемо би било кога би можел да го испробам овој автомобил на тркачка патека или пак на некоја патека која е затворена, на која ќе знам дека од другата страна не доаѓа никаков автомобил. А сега сакам да ја почувствувам бруталната сила, а сепак и се плашам да не има возило од другиот смер. Па затоа ќе бидам малку поразбирлив. Задницата фрла, бидејќи се наоѓам во модусот на возење Sport Plus. Тоа значи дека ESP-то работи, но со многу лимитиран капацитет. Капацитет кој овозможува да пролизга задниот дел, а на овој тесен пат јас не би сакал многу да ми пролизга овој заден дел, бидејќи ќе се потпишам на некое дрво или карпа, а тоа најмалку го сакам во уживањето со овој американски див конј. Инаку, чувството е прекрасно. Јас седам, иако сум вон стандардно голем, седам многу удобно. Уживам во седиштето Рекаро. И се чувствува онај спортски филинг, но подпирањето не е брутално. Не е брутално, бидејќи можете да се играте со него, а сепак да не ви ги извади камењата од бубрезите. Инаку во кокпитот ги имате сите удобства на модерниот живот. Bluetooth поврзување, навигација, тачскрин кој е голем и ви нуди јасен преглед на се она што е испишано на него. Но Mustang е производ на Ford, а Ford има една стратешка соработка со Microsoft. Јас како долгогодишен корисник на Фордовите возила имам неколку генерации од тој Bluetooth користено во своите автомобили и можам слободно да кажам дека е тоа нешто најлошо меѓу Bluetooth-тите. Microsoft е извонреден што се однесува до програмите, но за системот кој го има во Фордовите возила, тоа можам да кажам дека е мачење за користење, мачење за поврзување и едноставно тоа е вистинска брука за Microsoft. Се уште не знам зошто Ford ги толерира. Но тоа е друго прашање. Да се вратиме на уживањето во возењето. Слушнете го рикањето на моторот, па во секој момент вие можете да полетате, можете да добиете чувство дека левитирате поради забрзувањето. Не велам дека ова се мери со Ферари или со Ламборгини или Порше пак, но ова е чувство како навистина да јавате див конј. Се слуша вистински вулкан, а тој вулкан
ви продира и тој звук ви удира точно во стомакот. Можете да почувствувате резонантата на овој звук и да почувствувате вистински вибрации. Таква вибрација се чувствува во стомакот кога ќе се доживее првата љубов, кога пеперутки ви летаат низ стомакот. Повторно јас сум заљубен, повторно летаат пеперутките низ мојот стомак, а фала Богу има доста место за летање. И се наметнува прашањето дали вреди 64.000 евра да се одвои за овој автомобил. Па доколку ви е втор автомобил, не прв, и ви е автомобил кој ви треба за да го покажете своето его, својата машкост, но и да се препотите за да воланот, од се срце ви го препорачувам.